Во регионалните вести ќе гледате. Пензионираниот доктор Абдулџелал Есати од Теарце во автомобилот има мини амбуланта со која спасува животи. За граѓаните со просечни примања нема да има покачување на цената на електричната енергија, тврди министерот Крешник Бектеши. Повредено едно лице во тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Доктор Абдулџелал Есати веќе неколку години е во пензија, но тоа е така само на хартија, затоа што тој и натаму продолжил да работи. Неговото возило практично е подвижна амбуланта, а има се за брза интервенција со која спасува човечки животи. Тој на овој начин одлучил да го продолжи работниот век преку хумани мисии. И во пензионерските денови Абдулџелал Есати од Тетовско Теарце, познат како доктор Джеки, се уште спасува човечки животи, постојано на готов со медицинска опрема во својот автомобил. Повик за помош добили пред десеттина дена кога работник на Евана паднал од дрвен електричен столб додека работел, при што се здобил со тешки телесни повреди. Во несреќа, среќа затоа што главата на жртвата на пациентот, да не речем жртва, беше повисоко од бандера, а бандерата, столбот фатено е во средина на телото. Травматична состојба, травматичен шок. Со помош на народот ја поместивме столбот. И јас бев приморен, оти имаше униформа службено одевана, бев приморен да ја сечам униформата за да влезем да најдем вена, канал. Ние викаме животна вена, ако не наоѓаш тогаш вена, ништо не си направи. За среќа се погоди вена, ја превенирав болката, га имобилизирав ногата, шокот со инфузии го покачив тензијата, стана пациентот контактибилен. Кога беше веќе од моја страна со помош на народот успешна реанимација, тогаш стигна брза помош. Доктор Есати вели дека токму брзата, но и прецизна прва помош е клучна во такви моменти, затоа што ако поместувањето биде непрофесионално, може да има трајни последици врз здравјето на пациентот. Ако нема особа кој треба да го тоа координира состојбата, jer покушајќи да и помагаш на настраданиот, тогаш од неспремана состојба, без искуство, без све, може да направиш катастрофа. Речимо да почнеме од горе, вратна кичма, ако има повреда на вратна кичма, или некој пршлен на столбот, со поместување непрофесионално ќе и одмагаш на болниот и ќе допринесеш на болеста и може конечно да има инвалидитет. Докторот добива повици и во текот на ноќните часови, секогаш е достапен на мобилен телефон. Вели дека во своето 36 годишно работно искуство како анестезиолог, реаниматолог, никогаш не користел одмор. За да ја продолжи хуманата мисија, сака да работи и како волонтер, ако тоа го дозволуваат законските нормативи. За граѓаните со просечни примања кои се мнозинство во земјава нема да има покачување на цената на електричната енергија, со цел да се постигне рамноправност во однос на семејствата со повисоки примања кои можат да ги подмират сметките за струја, соопшти министерот за економија Крешник Бектеши. За граѓаните кои се во првиот и во вториот блок, што е мнозинство во нашата држава, за нив
не очекуваме да има зголемување на цената на електрична енергија. Зошто? Заради тоа што ние како влада ќе одлучиме за цената со која ЕСМ ќе продава до универзалниот снабдувач. Но не е во ред. Во време на криза, одредени домаќинства кои имаат повисоки приходи, кои можат да ги платят сметките на електрична енергија, да имат иста цена со тие граѓани кои имат просечни приходи во нивните домаќинства. Јас сум кажал и пред една година, и тоа и сега може да се случува, и ако гледаме и тие почнале да заштеда согласно податоците кои ги добиваме, одредени домаќинства во нашата држава трошиле повеќе од одредени компании, и тоа големи компании во нашата држава. Зборуваме за над 30-40 мегавати месечно. Што значи дека тие домаќинства ќе плаќаат согласно пазарните услови во делот на цената на електрична енергија, а зошто да не и дополнително со мажа од страна на Евенхом и од страна на ЕСМ. А домаќинствата кои имаат просечни приходи во нашата држава, тие ќе плаќаат цена која е моментално на електрична енергија. Младите сакаат плати што ќе овозможат пристоен живот. Ова го истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска во рамки на дебатата што сакаат младите. Таа исто така информираше дека министерството и понатаму ќе работи на развивање мерки и стратегии за зголемување на вработливоста на младите во земјава. Кога зборуваме дома за онаа што им треба на младите, токму тоа плата со која што ќе може да каже дека ќе имаат пристоен живот, плата која што ќе им овозможува да патуваат и да ги запознаваат убавините на земјите во светот, и организација култура во организацијата која што е наликно на нивните европски колеги и оние пријателства што ги имаат во европската земја, во земјите од Европската унија. Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи и понатаму посветено да работи на зголемувањето на вработеноста и вработливоста на младите и креирањето на механизми за подобрување на вештините и знаењата заради поголемата конкурентност на пазарот на труд, затоа што младите се оние кои што движат државата напред. И ќе завршам со тоа што еден апел до вас: не молчете, бидете гласни кога се во прашање вашите приоритети и вашите потреби, особено кога е во прашање политика која што ќе ја направи на вистина нашата држава убаво место за живење, ќе се останете овде дома, ќе зимате убави плати, меѓутоа ќе ги трошите овде во државата. Вкупниот предлог буџет за 2023 година за поддршка на земјоделието, во кој што се опфатени сите институции кои учествуваат во развојот на овој сектор, е во износ од 193 милиони евра, што представува зголемување за 45 милиони евра споредено со 2022. Вака проектираниот треба да обезбеди сигурност, стабилност и основа за развој на земјоделството, што крајно ќе влијае на вкупниот економски раст, истакна премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција во владата. За следната година го имаме најголемиот буџет за земјоделство со кој се реализира најголемата земјоделска реформа за промена на моделот на субвенционирање, и тој представува основа за понатамошен развој на земјоделството. Вкупниот предлог буџет за 2023 година за поддршка на земјоделството, во кој што се опфатени сите институции кои учествуваат во развојот на овој сектор, е во износ од 193 милиони евра, што представува зголемување за 45 милиони евра во споредба со 2022 година. Вака проектираниот треба да обезбеди сигурност, стабилност и основа за развој на земјоделството, што крајно ќе влијае на вкупниот економски раст. Ќе посечам дека најголем дел од средствата се алоцирани во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој, каде што има и најголемо зголемување. Во 2023 година агенцијата ќе располага со 140 милиони евра, од кои 114 милиони евра се наменети за исплата на субвенции и спроведување на најголемата реформа во земјоделството.
Како и сите предлог буџети на министерствата, така и предлог буџетот за земјоделство за 2023 година е развоен, базиран на мерки за поддршка на земјоделците, антикризни мерки за одржливо изголемено домашно производство на храна, односно на земјоделски производи во услови на криза, капитални инвестиции и модернизација на земјоделството на среден и на долг рок. Предлог буџетот за земјоделство за 2023 година се темели на неколку цели. Почетокот на авансната исплата на субвенциите и на време на исплата на сите субвенции, одржливо изголемено домашно производство на храна, капитални инвестиции, зголемени инвестиции преку програмата за рурален развој, модернизација на македонското земјоделство. Во 2023 година започнува најголемата реформа во земјоделството за прв пат по европски терк се воведува новиот декапалинг систем за распределба и исплата на субвенциите. Земјоделците ќе имаат авансна исплата на субвенциите, ќе ги добиваат парите тогаш кога им се најпотребни, да можат навреме да се подготват за новата производствена сезона, да можат да вложуваат во модернизирање и зголемување на производството. Повредено едно лице во тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Приведени 2 лица за издржување затворска казна. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 16 часот и 50 минути во Оделението за внатрешни работи Гостивар било пријавено дека на магистралниот пат Гостивар-Кичево, кај Новоселски мост, патничко моторно возило Volkswagen T-Roc со скопски регистарски ознаки, управувано 35 годишничка од Република Косово, со место на живење во Кичевска Грешница, излетало од патот. Во несреќата таа се здобила со тешки телесни повреди констатирани во болницата во Гостивар. Увид на местото на несреќата извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера во 13 часот и 50 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, врз основа на судска наредба од Основен суд Гостивар, привеле 38 годишник од Гостиварска горна бањица за издржување на затворска казна. Лицето било предадено во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера пак во 6 часот едно лице од Гостиварско Присојница пријавило дека во 2 часот и 25 минути неговата малолетна 17 годишна ќерка се само оддалечила од нивниот дом. Се презимаат мерки и активности за пронаоѓање на малолетното лице. Вчера пак во 19 часот и 15 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово, врз основа на наредба од Основен суд Тетово, привеле 26 годишникот Тетово за издржување на затворска казна. По документирање на случајот, истиот е предаден во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на затворската казна. Ноќеска во 3 часот и 45 минути на патот за Тетовска Брвеница, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 42 годишникот Тетово, кој што бил пријавен од неговата 32 годишна невенчана сопруга, дека агресивно се однесувал со неа и нејзините деца, и дека и се заканувал дека физички ќе ја нападне. По документирање на случајот ќе следи и соодветен поднесок. Малолетник доби кривична пријава за тероризам. Преку IP адреса од мајка му се заканил со бомби во училишта. Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против малолетникот Скопје за сторено кривично дело тероризам. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, пријавениот малолетник инспириран од претходни објави за поставени бомби во неколку средни училишта на територијата на град Скопје на 4 ноември од неговиот персонален компјутер, пристапувајќи на интернет мрежата на еден телекомуникацијски оператор, креирал електронска адреса преку која напишал заканувачка порака за поставени експлозиви. Потоа истата ја испратил до службените електронски адреси на 4 средни училишта во Скопје, користејќи посебна апликација преку неговиот мобилен телефон. По извршената антитерористичка проверка не се пронајдени експлозивни направи. Електронската адреса на пријавеното лице била креирана од IP адресата на неговата мајка, а утврдено е дека пријавениот
пријавениот платил за закупување на пакет од провајдерот за користење на безбедна електронска пошта. При претрез во неговиот дом одземени се десктоп компјутер, еден мобилен телефон и сим картичка кој ги користел малолетникот. На 7 ноември во полициската станица Карпош во присуство на родител, инспектор за малолетници и семејно насилство од СВР Скопје и адвокат, извршен е разговор со пријавениот малолетник, при што тој го признал и го појаснил начинот на извршување на кривичното дело. Овие се пријави кои што практично налози за апсење бидејќи се во бегство. Ваквите лица кои што беа, на основа на тие налози се извршени претреси и обезбедено беше едно од лицата од тие што се бара, во другиот обект на другото лице беше пронајдено оружје кое што е без дозвола, така да ова се активности кои што се планирани и кои што во континуитет се одвиваат. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!